Специјалниот превозник Балкан Турист овозможи неповторливо комфорно патување на кандидатите до Белград. Удобните седишта, пријатната атмосфера и сигурното возење и не дозволија некој да погледне во часовникот. Во метрополата на некогашната Југословенска федерација има можност да присуствуваат на еден од маркантните мечеви на Serbian Open. Средбата со тенискиот идол, за кого и американците го наметнаа прекарот No Joke, беше само уште една од многуте посакувани и недостижни мирудии кои организаторот на патувањето ги обезбеди за нив. Гледете на и следниот понеделник. Добра ти вечер, Македонија. Чао! Откако и посакавме убава вечер на публиката, со идолите се упативме кон Белград. Беа уморни, како што може да се види од приложеното. Единствено Јана беше будна. Не кажавме зошто ги однесовме идолите во Белград. Па на тениски турнир Serbia Open. Домакин на овој турнир е Новак Џоковиќ. Од Diners добија капчиња и маички. И нормално кога нешто ти е ново, испромовирај го. Како? Вака. Diners клуб Македонија има возможи на 19 деца од SOS детското село присуство на Serbia Open. Идолите беа атракција и во Белград. Колку за мотивација. Идолите ја посетија и собата со трофеите на Џоковиќ. Би било убаво и вие да имате ваква соба еден ден, нели момци и девојки? Картички со информации за Џоковиќ со неговиот потпис добија сите. А како изгледаат терените на овој турнир? Како дел од публиката, може одблиску да видат дали топчето паднало на линијата или не. Мислевте дека отидоа до Белград и не го видоа лично? Погледнете подобро. Ноле беше прилично расположен за дружба, но немаше многу време. Сепак, успеа да се потпиша на джиновските тениски топчиња, што идолите ги купија таму. Некои беа поинвентивни. Илјана само на рака му дозволи да се потпише, нели? Или нешто не фатила камерата? Секој со своето топче во раце и со мислата. Што значи да си нечи идол? Идолите се вратија